Родителите, семејството, воспитно-образовниот процес се моделот на однесување и социјализација за младите луѓе и токму таму треба да се бара причината за се поголемото девијантно однесување на кое сведочиме денес. Дополнително, социјалните мрежи и сето она што се пласира на нив се оние кои ја преземаа улогата на воспитувачи, кога веројатно затајуваат тие што би требало да воспитуваат. Застрашувачки е фактот кога децата, младите луѓе гледаат на суровоста како на безбедна зона. Разговарав со млади луѓе пред некое време, па ги прашав што вежбаат повеќе. Емпатичност или суровост, па кажа веднаш без сите рекоа дека вежбаат суровост и се обидоа да се објаснат себе си да кажат дека е тоа многу побезбедно да го практикуваш отколку да бидеш емпатичен и сензитивен, бидејќи полошо ќе си поминеш. Значи, децата овие лекции и младите ги совладале попат. Ако нас првично не води, многу ми е гајле за тебе, многу ми е гајле за ова, и ние го привзимаме веќе како некој стандард на однесување непишан, меѓутоа некако меѓународот прифатен, тогаш ништо не изненадува што ги имаме ние сите овие проблеми. Доколку семејството, градинката и училиштето се базата, тоа значи дека треба да се работи повеќе во овие сегменти, за да не бидеме неми сведоци на она што се случува не само кај нас, туку и на глобално ниво, смета Арсова. Прво, ние не препознаваме што значи насилство. Голем дел од луѓето не препознаваат дека ако на некого му кажеш ти, да речеме, дрско му се обратиш или на некаков си со употреба на некој пограден збор дека тоа е насилство, или дома дека таквото нешто е насилство, па и на улица или ова што се случува еве во било која средина, голем дел од не препознаваат, не само од деца, возрастните не го препознаваат, па што има врска, па ништо не е тоа, па што ако ти рече така и така надолу, ништо не е тоа. Значи не го препознаваме, не препознаваме ние што е насилно однесување, односно што е социјално прифатливо, што е социјално неприфатливо. Доколку ние не го препознаваме како возрастни индивидуи, ние сме моделот со кој што прават идентификација младите и децата. За да бидат надминати ваквите состојби, мора да се работи мултисекторски. Министерството за здравство, Министерството за образование и наука, Министерството за труд и социјала и невладините организации. Важно е националните стратегии кои се креираат да бидат во пракса имплементирани. Според последните истражувања на Универзитетската клиника за психијатрија со поддршка од УНИЦЕФ и УСАИД за менталното здравје на адолесцентите и нивните старатели за време на пандемијата со COVID-19, загрижувачки е растот на депресивност и анксиозност кај младите луѓе.